Поетскиот занес и панегириците кулминираат. Среди строфа за строфа се насетува во одушевување и восклик, пред кој се немее поради силната политичка романтика. За на крајот, восхитено да им се даде аплауз на креативните ветерани, чие авторство не се разликува од торжествените пионерски творби на училишните патрони празници. Сонце грее, птица лета и во нато ќе си слета. Таквите едноставни дела, испреплетени со прозни форми, се стилска одредница и на оваа, како и на претходните кампањи, бидејќи лириката и темата се исклучиво предизвикани од алегорија. Презимето и натаму е претпоставка за преповторување на истите стихови и басни, со поучна содржина. Сите го нарекуваат зајко, зајко. Гледам едно зајче уплашено така скока овде-онде. Толку многу врева за едно единствено зајче. И му велам, добар ден, колега зајче, носителу зајче. Што правиш? Ќе пее песната Зајченце миличко. Може би ќе се пее, ама не ја кажа, вториот стих не го кажа. Од таа песна е Каде си се скрило. Вика едно зајче рипка од тамо до тамо. На крајот ја пеа Зајченце миличко, Зајченце сивичко. Од часовите по детска литература се преминува на виша математика. Научните кругови во врвот на опозицијата изгледа донесле одлука, со која решиле дека треба да се направи интервенција и за секогаш да се избрише еден од непотребните броеви. Без оглед, што на тој начин би го довеле под знак прашалник екзистирањето на современиот компјутерски бинарен систем. Веројатно мисля дека е нулата број, меѓутоа мислам дека тоа не ќе може веќе повеќе така. Ниту географијата повеќе нема да може така. По преименувањето на Кочани во Кичево и на Неготинчани во Кавадарчани. Следна фаза е целна пренамена на картата на Македонија, со која една од населбите во општината, веројатно погрешка, а не за да се смири некоја фрустрација, наеднаш од рурална прераснува во урбана населба. Истото денеска го зборував и во Ново село, родниот град на мојата мајка. Сепак има грешки кои се прават за нешто да се акцентира. Ако тие зачестено се повторуваат, тогаш само се нагласува отсуството на концентрација, особено кога се трчат толку брзо што времето повеќе не се калкулира како што треба, па се мешаат и датумите и деновите. Денеска е 1 мај, 1 април. Намерно направив оваа книжка. Има историска и неповторлива можност. Најпрви на 21 април, се извинувам. И на крајот, повторно за литературата и за непроценливиот придонес за новиот ракопис за новото сценарио на Бушавата азбука. Ова пато има многу убавини во него. Денеска е понеделник, е почеток на кампања, е први во месецот, го имаме Прилеп, го имаме Пендаровски, го имаме за председател. Го бираме петиот председател во петиот ден од петиот месец во годината. На буквата П всушност е и финалниот чин на изборната пресметка. Само пристојни, примерни и питоми политичари со почит ќе си пружат рака без оглед на исход. Оти и победата и поразот се само зборови кои почнуваат на П.